Започнуваме со она што е утринска тема за денес и темата која што впрочем ја најавивме. Актуелно е состојбата со загадувањето на воздухот, иако овие денови за среќа ги имаме ветрот и дождот и можеме да подишеме чист воздух, сепак тоа е еден реален проблем кој што треба долгорочно да се решава, но треба да има мерки за така да има ефект на долгорочен рок. За ова ќе позборуваме во продолжение. Нашата тема е построги системски мерки за загадениот воздух, препорака и апел од Екосвест. Невена Смилевска од Екосвест денес, односно ова утро, е во утринската програма на Телма. Невена, добро утро за вас и добро ден дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодарам за поканата. Она што ја иницира всушност оваа наша средба денешна и отворање на оваа тема е, како што кажав, актуелната состојба или проблем кој што го имаме со аерозагадувањето, меѓу другото и соопштението кој што го има Екосвест, е поврзано со апел до оние кои што се надлежни за превзимање на повеќе мерки, односно мерки кои што ќе дадат по големи резултати на долгорочен рок. И сега, според последното соопштение на Екосвест, одговорните институции треба да вложат многу позасилени напори за и во континуитет да работат на изнаоѓање системски одржливи решенија со кои аерозагаденоста во Скопје континуирано ќе се намали, а со тоа ќе се намалат и ризиците по здравјето на скопјани. Имавме ние вчера една содржина во која што зборувавме или информиравме малку повеќе за тоа какви се има ризици по здравјето кога имаме аерозагадување, но денеска со оглед на времето кое што го имаме на располагање за разговорот, би се задржале повеќе за работата на Екосвест во оваа насока и она што вие го имате како препорака, но и ваш удел во сето тоа. Така. Благодарам многу. Значи, нашето соопштение кое што може да го прочитаат и граѓаните, односно гледачите на страницата, прво кажува дека воздухот нема партиска позадина и дека за ова мора да постои надпартиски консензус. Што значи дека сите институции, независно кој, каде и како, во рамките на своите надлежности мора да обрнат повеќе внимание на среднорочните и на долгорочните мерки. Затоа што краткорочните мерки, нели, кога ќе настапи високо загадување, тие стапуваат на сила, тоа се некои мерки кои што ги беа донесени 2017 година. Меѓутоа, тие нема долгорочен успех. Значи, тоа е, еве како што беше ситуацијата со бесплатниот јавен превоз, например, значи тоа е мерка што се вика за гасење пожар. Тоа не е мерка која што може да резултира со нешто на долг рок кое што ќе биде решение. Ако сакаме да имаме мерки ако сакаме да имаме резултати подолгорочни, мора да имаме среднорочни и долгорочни мерки. И тука зборуваме за таргетирани решенија. Значи, ако се дознало дека домаќинствата се прашање на се главниот извор или се голем дел од изворот на загадување, тогаш мора таргетирано да се работи на решение за нив. Например, има еден пример во Полска, во Краков. Таму граѓаните генерално се греат со јаглен, односно пред оваа мерка се грееле со јаглен и бидејќи идентификувано е дека ова е главната причина, буквално од куќа на куќа се одело и се менувале печките во тек на релативно долг период, значи тоа се повеќе од 5-6 години. Значи, таргетирани средства се давале за да се направи таа замена, значи со проактивен пристап. Има малку разлика меѓу проактивниот и пасивниот пристап. Овде кај нас има нели субвенции за инвертери, за замена на печки со печки на пелети и така натаму. Меѓутоа, тој пристап е пасивен, значи институцијата чека граѓанинот да дојде и да го побара решението кај нив. Нели, они го промовираат тоа и така натаму, меѓутоа, сепак пристапот е пасивен. Значи, овде тоа е имало активен пристап. Избор на граѓанинот, дали ќе сака или нема да сака тоа. Така, дали слушнал, дали е во можност и така натаму. Значи, овдека, сега нели зборувам за примерот на Краков, буквално за секое едно домаќинство се наоѓало најдоброто решение и од тоа имало долгорочен ефект на околу 70% намалување на аерозагадувањето. Така што да, многу труд треба, многу време треба, многу средства требаат. Меѓутоа, ако добро се испланира процесот, во тој случај за сите ќе има решение.
Значи тоа е една од мерките нели која што би била во однос на домаќинствата. Меѓутоа не мора да значи дека главниот извор на загадувањето се домаќинствата, нели тука е сообраќајот, тука е индустријата. И доколку идентификуваме дека значителен дел од загадувањето доаѓа од овие извори, тогаш треба да зборуваме за решенија во оваа насока. Например, ако станува збор за сообраќај, треба малку подобро да се планира сообраќајот и што имаме на улиците, значи какви возила смеат да возат, какви возила не смеат да возат, во кој период, какви се давачките за возилата кои што повеќе загадуваат во однос на давачките за возилата кои што помалку загадуваат, стимулирање на возила кои помалку загадуваат и така натаму. Исто така во оваа насока и урбаното планирање има удел, со тоа што треба да се од една страна да се планираат улиците на соодветен начин, кој што нема да произведе повеќе загадување отколку што имаме сега, или тие што веќе ги имаме, нели, да се реорганизираат на некој начин. И другиот аспект на урбаното планирање, градбите кои што го попречуваат или го поддржуваат природниот тек на воздухот. Сега ние имаме, познато е во Скопје дека со градбите во Капистец е спречен текот, природниот тек од водно кон Вардар на воздухот. Меѓутоа, се изгледа дека ние од тоа не доволно сме научиле. Значи, општо познат е тој факт дека е спречен текот, меѓутоа сепак се прават во таа насока која што ќе спречи, која што би можела да го спречи природниот тек на воздухот, повторно се прават згради кои што истото ќе го направат. Да, што значи не само што не се превземаат мерки за против или намалување на аерозагадувањето, туку и дополнително и покрај сето ова кое што се случува и со кое што сме соочени, се продолжува со таа некоја друга работа или намера која што штети во оваа ситуација. Така, значи не би можела да речам дека тоа е намерно, меѓутоа од друга страна пак институциите имаат обврска да ги земат предвид и овие работи. Значи кога има консултации во однос на урбанистички планови, кога има консултации во однос на градби, кога има консултации во однос на пренамена на парк во градежно земјиште, како што сега се случува кај баш до нашата канцеларија практично на улица Никола Клюсев, во тие случаи консултациите со граѓаните и со сите стручни лица мора да бидат многу опстојни и се клучни за донесување на решенија, затоа што граѓаните знаат што им пречи и мора да бидат слушнати. Да, веќе години наназад граѓаните зборуваат, ги кажуваат нивните мислења и ставови, токму поврзани со тоа што им пречи или што според самите нив или според личното искуство кое што го имаат, сметаат дека треба да се промени и кога ќе се сублимираат повеќе такви размислувања или предлози, па дури и од граѓаните, поврзани со оние предлози кои што ги давате и вие, веројатно треба да се има поголем слух за сето тоа и она што е најважно да се превземе нешто и тоа да има резултат. Но некако од година во година, иако се соочуваме со овој проблем, некакви посебни решенија или некаков чекор понапред во однос на решавање на проблемот со аерозагадувањето па и немаме. И во повторно зимска сезона и повторно се соочуваме со висок коефициент на високо присуство на PM10 частичките во воздухот. Оно што го споменавте и вие, што треба да биде еден репер или насока по која што веројатно и би функционирале во тој дел на решавање на овој проблем е споредбата или примерот кој што можеме да го земеме од останатите земји. Каде тука е проблемот или што е она што освен сите оние работи кои што ги споминавме, меѓу кои и финансиите, е пречката за да ние направиме нешто онолку колку што е во наши можности. Кои се одговорите кои што пак вие ги добивате од надлежните институции, верувам дека сте во комуникација со нив. Секако, ние претежно гледаме да бидеме конструктивни и сме учествувале и со наши предлози во однос на планот за чист воздух. Значи, пред да излезе планот за чист воздух, ние дадовме наши препораки. Постојано гледаме да дадеме конструктивни решенија. Значи, од замената на грејење на инсталациите кои што имаат се греат на мазут, например, еве Заводот за рехабилитација да го земеме предвид, или слични такви институции кои што грејењето го решаваат со загадувачки извори на енергија.
до други предлози во однос на индустријата, во однос на справувањето со отпадот, во однос на сообразија, значи постојано нудиме решенија. Сега, нели, ако почнеме да навлегуваме тука во решенијата, ќе станеме до 3 сат, така што не би навлегувала многу, меѓутоа, еве, например, за големите институции кои што се греат на мазут, може да се направи топлинска пумпа, која што е обновлив извор на енергија, многу малку струја троши за да го загрева целиот тој простор, меѓутоа се уште тие решенија не сме ги виделе на терен. И покрај предлози за решение или за можен исход или излез од сето ова, сепак нема никаква реализација на истите. Вашата визија и цел и работа верувам и понатака ќе продолжи, а нашата пак во однос на апелирање и пренесување информации исто така. И јас би сакала во продолжение малку да позборуваме за фондот за животна средина, бидејќи пред се треба да постојат услови за создавање на еден таков фонд, тие да бидат исполнети како такви, но и функционирање на фондот. Е сега колку е тешко или лесно, едноставно или комплицирано да се создаде еден таков фонд за животна средина и зашто всушност би користел тој фонд? Така. Сите овие мерки за кои што зборуваме не можат да се реализираат без средства. Да. Значи, сега се реализираат од средства од буџетот, од средства на буџетите на општините или секоја општина во рамките на своите можности. Општините каде што има, каде што се искупува јаглен, например, имаат и дополнителни средства поврзани со искупувањето на јаглен кои што ги добиваат, кои што исто така би требало да ги насочат во однос на мерки поврзани со животната средина. Меѓутоа, сина се останува фактот дека средствата по однос на различни такси кои што се поврзани со животната средина, значи дали станува збор за таксата која што се плаќа како дел од акцизата за горивото или таксата за цигарите или разни други такси кои што индустријата ги плаќа. На крај станува фактот дека сето тоа се слива во буџетот наместо да се слива во еден фонд. Кој што ќе служи само за тоа. Кој што ќе биде наменет исклучиво за прашања поврзани со животната средина. И во случај кога имате прашање поврзано со животната средина, се знае каде треба да се свртите во тој случај за финансии. Да. Нели, општината во рамки на она што се нејзини приоритети секако дека ќе си продолжи да се финансира. Меѓутоа, крупните работи се финансираат од фондот. Има доста искуства и во регионот, и во Европа во однос на вакви фондови за животна средина. Последното што се разгледува во нашата најнова студија, која што очекуваме негде февруари да излезе, е од Црна Гора. Црна Гора неодамна воспостави, мислам дека ланската година, фонд за животна средина, па имаме и од таму што да научиме. Хрватска има фонд за животна средина, Словенија има фонд за животна средина, еве да не одиме подалеку, нели? Земјите од Западен Балкан веќе имаат фондови за животна средина, кои што се наменети за финансирање на прашања поврзани со животната средина. Значи, тука зборуваме за прашања од аспект на загадување на воздухот, од аспект на заштита на природата, делумно дури исправување со отпадот. Нели, има разни модалитети кои што може да се разгледаат. Меѓутоа, факт е дека ние во моментов немаме таков фонд кој што ќе овозможи да се знае од каде треба да излезат средствата. Ве зборуваме за аерозагадување, нема доволно мониторинг станици. Кој треба да ги финансира? Буџетот треба да ги финансира, Министерство за животна средина треба во рамки на својот многу ограничен буџет да ги финансира, дали треба индустријата да ги финансира преку овој фонд за животна средина, нели? Тоа се отворени прашања кои на кои во моментов се уште нема системски одговор, а системски одговор е фондот за животна средина. Да. Сите овие работи кои што ги споминавте, всушност за кои што треба да се бараат, не се знае од каде средства за да се подмири некоја ситуација, односно да се реши некој проблем за кој што се соочуваме, а е поврзан со животната средина, сепак би се решил доколку ете се основа и постои еден таков фонд, како би било многу поедноставен пристапот кон
ете доведување до одредено решение за кое што ние зборуваме. Веројатно ќе имаме и повеќе разговори, верувам, следната година, каде што и во чекор ќе го пратиме на кое што го работите и до каде е самата ситуација и за основање, но и за функционирање на еден ваков фонд за животна средина. Еве повторно ќе речам, пример можда не бидат земите кои што ни се тука близко, да не одиме подалеку со примери, бидејќи нека ни биде цел прво нешто што тие го прават или го спроведуваат, веќе го реализираат. Екосвест како центар за истражување и информирање за животната средина и постојано апелира во однос на тоа што треба да се превземе и во која насока би можеле да се движат работите, а сепак да дадат резултати, но еве кога се ближиме кон крајот на годината, колку вие како тим или како екипа и оние сите членови на овој центар сте задоволни од досегашната работа, зборувам за оваа година, во сите сегменти во кои што работите? Секогаш има простор за подобрување, нели? Меѓутоа ние генерално сме задоволни од тоа што во однос на нашиот стратешки план имаме постигнато. Нашиот мандат како граѓанска организација е да поттикнуваме решенија, да поттикнуваме, да мониторираме, да гледаме што не е во ред, еве например во рамки на мониторирањето што не е во ред, интерсекторската група за аерозагадување не функционира. Така што да, ние генерално сме задоволни од она што сме го постигнале, секако наредната година имаме поамбициозни цели. Меѓутоа, да, во однос на тоа дека станува збор се уште за пандемиска година, постигнатото е на ниво на она што сме можеле да го планираме. Но со оглед на вашата работа треба да има и повратен одговор во однос на тоа што го препорачувате и сите оние идејни или идеи за решенија кои што ги имате и ги потенцирате. Зборувавме за тоа што беше дел од соопштението кое што го има Екосвест во однос на построги системски мерки за загадениот воздух. Споменавме неколку клучни точки во овој дел, меѓу кои се и децентрализираните системи за грејење од обновливи извори. Тука ќе споменеме и контролата на индустријските капацитети што немаат интегрирана еколошка дозвола и јавните објекти кои што користат нееколошки начин на загревање. Се согласивме Невена на почетокот дека има толку многу зборување во овој дел или на оваа тема што ќе ни биде малку и еден час, а не имаме само околу 20 на минути на располагање, а веќе сме стигнати и кон крајот на разговорот. Јас ќе искористам оваа последна минута бидејќи рековте дека имате идни цели кои што се зацртани за следната година. Може накратко од оние кои што се веќе познати или кои што пак вие сакате да ги споделите со нас и со нашите гледачи да ги најавиме како такви, а се разбира во иднина ќе се видиме повторно. Така. Значи во наредниот период ќе се работи на фонд за животна средина, ќе се промовира таа студија која што ја напоменав. Од моите делови нели што јас работам, праведната транзиција е во фокус, значи праведната транзиција на регионите во кои што се работи на Јаглен или Битола и Осломеј, односно Кичево. Така што мене главно во фокус во наредната година ми е како дел од Екосвест да се најде решение за тоа што ќе се случува по затварањето на овие капацитети, колку и да биде далеко неколку години или десетина години. Меѓутоа една од целите на Екосвест е поврзана со праведната транзиција на овие региони, која што ќе овозможи ниеден граѓанин да не остане на улица, практично ниеден вработен да не остане на улица. Инаку други наши цели секако се во однос на заштита на природа и во однос на заштита на климата. Меѓутоа ако почнеме да зборуваме за тоа ќе останеме уште долго. Така, веќе времето ни истече за разговорот. Невена благодарам за вашето гостување и поздрав и до оние ваши колеги кои што од Екосвест секогаш одговараат позитивно на нашата покана и ни доаѓаат на гостување во студиото да може да позборуваме за целите кои што ги имате, за работата која што тековно ја работите, но и за она што е ваш следен план во иднина. Посакувам успех во идната година, ви посакувам среќни празници и ќе се видиме во следната. Благодарам, се најубаво и вам и благодарам за поканата.